Ако политиката се меша во науката, тогаш политизирана наука не е објективна. Вака историчарот Ѓорги Танковски го почна разговорот со нас, одговарајќи на прашањето кој е всушност Владо Ѓоргиев Черноземски. Владо Черноземски треба да го третираме како македонец, бидејќи од Штипско Ново село и бидејќи извршуваше една мисија, сметајќи дека со тоа ќе ја добие Македонија. ВМРО никаде нема, повторувам, изјава дека работи за присоединување на Македонија со Бугарија. Тоа не е точно. Врховистите го бараа тоа, ви објаснив. А ВМРО беше за обединување на сите делови на Македонија во една целина и за создавање на една држава. Черноземски бил член на ВМРО, вели професорот Танковски, кој додава дека врз основа на архивскиот материјал партијата била поделена на лево и десно крило. Грешка е, вели Танковски, да се поистоветува десното крило со врховизмот. Врховизмот бил последица на Врховниот комитет, кој во прво време бил формиран со добра цел да ја помага македонската организација со оружје, но подоцна на негово чело како председатели доаѓаат бугарски генерали. Тие како представници на бугарската воена врховна структура настојува сета организација на ВМРО да ја подчинат под свое влијание, да ја бугаризираат. Во овие напори не успеа. Поларизацијата на организацијата потекнувала уште многу одамна, тврди професорот, уште со убиството на Борис Сарафов и Иван Грванов, нарачано од Јане Сандански. Од тогаш почнале политичките убиства, а војно такво настрадал и Димо Хаџидимов. Кога зборуваме за Димо Хаџидимов, не заборавајте дека тој беше во парламентот бугарски како представник на бугарската партија, комунистичка. И тој имаше формирано една секција во крилото на бугарската партија, позната како бугарска секција за македонците што ги опфаќаше. Тоа е значи едно. Друго, после едно разочарување што го доживеа Димо, тој напише една брошура "Назад кон автономија". Тогаш повторно се сети да се бори за автономија на Македонија. Историчарот Танковски вели: А да оставиме тоа за бугарска конотација и така натаму. Ние ако се откажеме од сите нив, бугарите сите ќе ги присвојат. И ќе ги направат бугари и ќе оди нашата историја. Сакам да ви речам нешто друго. Во македонската национално-ослободителна борба ние треба да гледаме еден континуитет од 1876 до 1919 година, можеме да речеме, ајде да не ја спомнувам, 13-14. Танковски го завршува разговорот онака како што и го почна, да ги оставим историчарите да се занимаваат со наука, ќе се расчистат сите овие работи, секој ќе го најде своето место.